на конструктивен начин. И дома сите заедно. Но и со грчката страна да изнајдеме решение. Апсолутно тие решенија мора да ги заштитат и нашите очекувања. Зошто? За да може прво јас да верувам, за да водам. И тоа ќе го правам понатаму. И го споделувам. Јас јавно споделив дека во нешто верувам и така ќе продолжиме. Граѓаните очекуваат од нас решение. 25 години нема решение на ова прашање. Време е да го решиме. Господин Мицковски, постојано критикувавте дека целиот процес се одвива тајно и дека биле загрозувани националните интереси на државата. Целта ви е јасна, влез во НАТО и Европска унија, но траекторијата на движење е ризична. Кој е вашиот предлог за решавање на деценискиот спор, за разликите за името за конечно деблокирање на евроатлантските интеграции? Несериозно е опозицијата и јас како председател на ВМРО ДПМН да разговарам за евентуално можно решение кое не ги знам деталите. Сум сепак сериозен човек за да можам да давам вака одговор кој што на прва би значил ова е решението, да сум на квиз би одговорил со да и со не. Но не сум нити на квиз, нити би сугерирал. Но она што е важно е дека ако ние континуирано го водиме процесот, да ги задоволиме барањата на спротивната страна, тогаш нема како ние да победиме во тој процес. Ние можеме само да капитулираме. Односно, нема како ние да најдеме достоинствено решение на тој процес, освен да биде тој завршен со недостоинствено решение. Сега попуштивме со географска одредница, потоа попуштивме со ерго омнес концепт, односно едно име за севкупна употреба. За некое време ќе попуштиме уште за нешто, ќе ни остане само кодот за меѓународна употреба МК, пошто е исто и на латиница и на кирилица. МК е, дали е латиница или кирилица е исто. Знаете, граѓаните очекуваат решение на нивните реални проблеми, господине Зоран Заев. Тоа очекуваат граѓаните. Затоа ви велам, реалноста е поинаква од онаа која што вие ја сонувате, а која што ја кажавте на почетокот од денешнава дебата. Граѓаните очекуваат да ги реализирате ветувањата. Граѓаните очекуваат политиките кои што ги ветивте на предвремените парламентарни избори во 2016-та, но и на локалните избори 2017-та да ги исполните. Сите оние ветувања што сте ги дали да ги исполните, сите оние очекувања да ги реализират. Тоа не се прави со капитулација и распродажба, тоа се прави со засукување ракави и работење. Тоа треба да го правите. И тоа го очекуваат граѓаните на Република Македонија од вас. Сето ова останато не е тоа кое што вие говорите дека значи подобар живот за граѓаните. Затоа сум ви го кажал тоа во многу наврати во минатото. Еве ќе го повторам и сега. Ви стоиме на располагање да ви помогнеме во справувањето со реалните проблеми кои што ги имаат граѓаните на Република Македонија. Тие се главниот капитал на оваа држава. Граѓаните на Република Македонија. Тоа е капиталот на оваа држава. Повелете минута. Ние се справуваме со реалните проблеми. Програмата на владата е 1/4 реализирана заради тоа што и толку е мандатот на граѓаните. Растат платите во Македонија, се отварат нови работни места, има инвестиции за една година колку што ВМРО ДПМН имал за 11 години. Без едно потрошено евро за сметка на вашите 250 милиони евро. Но мора сериозно да се зафатиме со прашањата во државата, да, и за економски план, и сакам да слушнам идеи. Сакам да слушнам идеи, до сега не сум слушнал ниту една идеја. Треба да опозицијата да дава идеи, внимателно слушам и прифаќаме добри идеи. Но истовремено не може да кажете дека не знаете детали за преговорачкиот процес. Ако не друго, од сабота, еве ги знаете сите детали. Која е еднината на Македонија за НАТО и за Европската унија? Кое решение вие го нудите? Кое на граѓаните може да им го понудите за да може вас да ве бират? Не, треба да изнајдеме решение. Граѓаните чекаат решение од нас. И при тоа, идентитетот. Идентитетот е заштитен комплетно. Не беше потврден во Обединетите нации. Стоеше македонскиот. Стоеше, така? Стоеше, ама Грција не ви го прифаќаше и заради тоа ви правеше проблем. Денеска Грција го прифаќа и македонскиот јазик и македонскиот. Не го прифаќаш. Каде одеш? Каде ќе имате време? Полека. Не се офрлувајте, полека. Не го прифаќаш. Ако го прифаќаше, ќе бевме членка на НАТО и на ЕУ. Не го прифаќаше. Колку и да се мешате во моите минутажа, не го прифаќаше, за тоа е за глава на Македонија. Мојата ќе ви дозволам. Еве, мора да наоѓеме решение, господин Мицковски. Решенија носат лидерите. Тоа е, не може само, ама јас не знам, не сум одавде. Значи, мора да даете што ако не се реши проблемот. Што? Ја гледате, знаете сите детали. Ова беше пакет. Овој пакет не важи за секое решение, тоа го знаат сите.
Што имате вие против Илинден? Кажете. Што имате? За да го тврдите, вие сте лидер на најголемата опозициона партија, потенцијална власт. Што имате вие против Илинден? Кажете го тоа, па да знаеме, ќе одиме на други варијанти да размислуваме. Важна ни е опозицијата по тоа прашање. Благодарам. Повелете Мицкоски. Господине Заев, ова ми личи повеќе или помалку на детството имаше ни вицови за мали ѓокица како ги замислувал работија. Нема тука пакет, не пакет. Тоа е готово завршена работа, бидејќи го повикувате оној состанок во саботата, кој што патем речено требаше да биде информативен, а не со изјави со заклучоци. Ве замолив, немојте да излагате со оваа изјава. Не ги уривајте преговарачките позиции на Македонија. Процесот не е веќе тука после таа изјава. Ќе биде тука, а грците ќе го одбијат. Тоа и се случи. Така ли беше? До решение. Така ли беше? Абе, така ќе дојдеме во решение. Така ли беше? Кажете. Нема како поинаку. Ставот е јасен. Ама дали беше така, господине Заев? Него шупотам по телефоните. Јас јавно го Ја не споделувам со шупотам граѓаните. ништо, господине Заев. Вие за тоа се Јас сум злагате. тука дојден да ми одговорите на прашањата и ја да дадам одговори на вашите прашања. Еве, ве прашувам, дали така беше? Како дали беше? Дали ви го кажав тоа или не ви го кажав? Што да ми кажете? Па вие рековте дека Добро. ова ви е прифатливо на вас, само сакате да го видите на документ, по договор, со таймтабл, буквално како временски тоа ќе се реализира. Тоа го кажавте, не кажавте нешто друго. И апсолутно Заев. јас мојот став сум должен да го споделам со јавноста. Ќутев додека со вас не го споделам, така е честно. После го споделив со јавноста ставот. Господине Заев, не само што лажете, него сушите. Нашиот став ние после лидерската седба го кажавме. А тоа што ви го кажав натре во собата, сега ве прашав дали ви го кажав. Не се сеќавам дали сте. А го не кажали. се секавате. Добро. Па да, да сте го кажале. Па не сум ве послушал. Добро. Заради тоа што Тоа беше. должна е јавноста да го знае ставот на премиерот по прашањата. А не Немојте за несериозно кокулено, за делува. мамулено. Како не? Заклучивме дека лажете. Како ве лажеме? А еве Покажав тоа својот преска што став. кажавте. Не се сеќавам дали вие сте барали од мене да не кажувам мој став или не. Јас одлучувам дали ќе кажам мој Така? став или. Добро. Па јас ќе го кажам. Должност е тоа према граѓаните, а не скриено како порано. Се преговара со цела лепеза на варијанти на имиња, никој не кажува ништо на јавност. Еве ако ви олесни, Закажуваме се. нема да преговарам како што викате вие шупотејки. Кажете што ви смета Кога или ќе да- дојде денот? Честно да кажете пред варијанти, што ви смета или не? Ние тоа што сакавме, кажавме и што мислиме, кажавме. Ваше Ајде да право е ќе како има се однесувате. нови преговори, веројатно после тоа ќе имаме нови информации и ќе имаме можност да разговараме за некое време. Во однос на надворешната политика сакам да спомнеме нешто за договорот за добрососедство со Бугарија. Помина пречиси 10 месеци од подпишувањето. Што конкретно се реализира премиер овој период од овој договор кој што беше наречен договор со Бугарија за отворање на европските порти? Јас верувам дека овој договор е причината прво да се организира самитот на Европската унија за Западен Балкан. Тоа го кажува премиерот Борисов. Беше силна мотивација да, како земја председавач, го направи тоа, самиот договор. Денеска, после 9 месеци од подпишувањето на договорот, на 2 август беше подпишан, 9 месеци и неколку дена, нема ништо Македонија загубена од овој договор. Напротив, има само придобивки. Трговијата е зголемена. Денеска музички групи во Македонија и Бугарија прават заеднички концерти. One Love барат поддршка од институции и од приватни фирми да има 4 концерти во Македонија, 6 во Бугарија. Театарски представи македонски се представуваат многу повеќе од порано во Бугарија и бугарски овде во Македонија. Добивме благодарение на нивните иницијативи, намалени цени на роамингот. Се изработуваат проектите за гасификација директно, која што од Петрич ќе носи према југоисточниот регион, Струмичко-Гевгелискиот регион, која што е уште еден извор плюс. Веќе работи комплетно Бугарија на проектната документација на преминот Клепало, кај Берово. Апсолутно се борат за дополнителни средства и заради нивни интерес за коридорот 8. Се случуваат многу новини, од кои што придобивки имат граѓаните. Трговијата е повеќе од 11% зголемена. Имаме преку 30 до 50 милиони од прилика се вкупните проекции на нови инвестиции со кои што преговараме од Бугарија. Во минатото немаше бугарски фирми или ретко некоја да преговарала. Охрабри инвеститори. Имаме и наши кои што сакаат да инвестират во Бугарија. И на крајот придобивките се за граѓаните на двете земји. Јас верувам дека овој договор, кој што беше поздравен од сите,
кој што изгради плюс пријателство со еден од нашите соседи. Не и носи ништо лошо на Македонија. Беше толку искритикуван од опозицијата. Дека готово крај на светот е Македонија обезличена, честа е изгубена или слично. Не е мајве, 9 месеци